Сакам да ве поздравам сите со еден спортски поздрав што ќе го гледате ово моје видео. Да ви кажам дека концепт за ово што ќе го зборам немам направено. Ќе го зборам тоа што го осеќам од душата, што го носам у главата забележано, оставено меморија. Да ви информирам дека страната е отворена, ќе ја гледа целиот свет, сите што имат интернет. Значи, се е вистина, ќе покушам и со факти нешто да подкрепам, а се однесува за една спортска личност, еден борач од Радовиш, покоен, мој добар пријател, Павле Јованов Филката. Прв пат се појавува на државно првенство кое се одржува во Скопје. Првенството е за да се избере репрезентација која ќе ја представува македонското борење по светските борилишта. На овоа државно првенство Павле Јованов Филката се пласира на второ место. Но бидејќи првиот е повозрасен од него, Павле Јованов е земан за младинската репрезентација. Припремите ги обично одржуваме Сарај, Крушево, по клубовите, беше избрана репрезентација за првото младинско европско првенство кое се одржа во Хускварна, Шведска. Тука се припремаваме по клубовите по Сарај, после ујдоме на месец дена припреми во Кошетњак, сеќавам се тренираваме во Аранџеловац, Буковачка бања, Аранџеловац, заедно со репрезентацијата во грчко-римски стил. Многу убави спомени имаме таму, тренираваме, играваме фудбал, имаше под хотело игралиште, играваме фудбал, дружееме се, правееме меѓусебни борби, грчко-римски и слободен стил. И на таа генерација грчко-римски се сеќавам на Фргич, на Воја Табачки, на Момир Петковиќ, на Мирослав Илич, на Православ Илич, Прле, на Мишевиќ, мислам се викаше, и други, што многу време е минато, 50 години ги имам забравено. Ујдеме на Европското првенство у Шведска. Почнаа борбите, ние оставиме добар впечаток, минаме неколку кола, отпаднаа само од македонската репрезентација и слободен стил двојца борачи. Павле Јованов направи изненадување не само кај нас македонското борење, а забради да кажам дека тренер ни беше Ристо Таков, а водач на Пато Лјупчо Самоников. Павле Јованов направи такви борби што ги изненади сите стручњаци на првенството. Изведуваше такви захвати и излеваше од такви захвати што просто не беше неможно беше тоа. И се прашуваме сите што работа е толку беше разгибан, ако му ставеа сарма, он како жаба се расширише и ги вадеше нозите на противниците, или кога му ставеа Нелзон на главата, он раката знаеше на другата рака на спротивната рака да однесе и да се извлече на противниците. После разбраме дека он бил врвен гимнастичар у Радовиш, значи разгибан до максимум.
3 борби победи убедливо. И тоа бугари, турци, руси, тамо се што му излеваше, он немаше проблем, бришке ги правеше. Дојде до финалето. Ама у тоа време, у нашето време, сите 3 дена, колку траеше борењето, 2-3 дена, сабајле и вечер имаше мерење. Мораше да се вагаме за да бидеш тачно на килажата. Сега е, например, еднашка мерење и се бореш 2 дена, 3. Тогаш секој ден, пред секоја борба се вагааме, мерееме тежината да бидеш точно таа што треба. Павле заврши ги борбите, улезе у финале. У финалето се одржуваше у неделата. По некоја случајност Павле Јованов, Илката и јас пиеме у една соба. Мене ме задржи тренерот Ристо Таков да внимавам на Павле. Имаме под кревето една кутија со портокали, пуна, што ни дава после борбата да се освежиме, тие што кинееме кога ќе завршиш мерењето, ни даваа портокали да се освежиме. И тренеро Таков ми рече: Санде, внимавај на Павле да не јаде, ништо не смее да јаде, ути пола кило е потежок. Улеземе у собите, легнаме, почнаме да си правиме мабет за борбите, кој како се борил, како било, како мисле он. Арнома дојде 12 саато, мене ме зема соно и сум заспал. Павле стана едно кеска, жеден му организму, истоштен, исцаден, сите портокали под кревето да ги зеде. Сабајле одеме на вагање, на мерење. Павле пола кило потежок. Облече шушкавци, тренерки и тамо околу салата, парк имаше ден, трчање. Со нас се боре, бутаме се за да се испоте, за да симне килажата. Толку се исцрпи, што ујде на вагата, дојде точен, ама беше како да имал 2 борби, 3. Почна финалето, со, мислам, бугарин беше, добро се бори, изедначена борба, ама бидејќи толку многу беше исцрпен, борбата изгуби, стана втор во Европа. Ако не кинеше кила и ако не мораше да трча пред борбата, верувам дека ќе беше европски правак. Тоа е еден спомен од моите спортски денови, што сакам да ги споделам со любителите на борењето, за помладите генерации да разберат. Тука многу добри успеси постигнаа борачите у грчко-римски стил: Фргич, Петковиќ, Табачки, Војо, Прпич, Мишевиќ, добра генерација. После станаа европски, светски, олимписки праваци, ама продолжија со борење. Нашата генерација се растори, Павле се изгуби. Беше добар човек, само за него мислам дека не чинеше. Тоа е едно што ми леже на душа, а сакам да го споделам, да остане за генерациите. Сакам да ви информирам уште една работа. Дека народното видео ќе го посветам на една икона на македонското борење, за спомени догаѓаи што сум ги имал со него, ќе ви ги раскажам. Тоа е за нашиот легендарен и најдобар борач македонски, балкански, европски, Шабан Сиидиу, кој прв пат го примити како 13 годишно дете, а после имаме прилика заедно да настапуваме. Ќе раскажам еден догаѓај во Либија, Триполи, како заврши борбата, како се бореше, како беше пречекан од публиката, како беше наградан. Затоа ово што го зборам се е без концепт, без зборам го оно што го осеќам и што ми е останало
у главата забележано. Затоа, ако некои имам грешки, некои неправилности, да ми опростите, немам припремано ништо. Сега, за воа државно првенство се појавуваат, на воа државно првенство сакам да ви информирам дека се јавуваат неколку борачи кои стануваат после тоа носители на македонското борење и на македонската репрезентација. Ристо Дарлев на воа првенство прво државно го зазима второто место, бидејќи пред него е Адем Мустафа, до тогаш непобеден. И јас го зимам првото место у лесна категорија. Томе Коцев го зима третото место, прв е Маринков, втори е Ибраими од Вардар, Томе Коцев е трети. Тука се обично вие се борачи од Балканец, ама стануваме репрезентативци и настапуваме за македонската репрезентација. Тоа сакам да ви го пренесам